добро утро и овој пат од Центарот за справување и третман на дебелината, а утро во мој соговорник е доктор Ирфан Ахмети. Докторе, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро, добро ве најдов. Докторе, за почеток на нашиот разговор, што беше мотивот да се формира овој центар во рамките на клиниката Мајка Тереза и колку е сериозен проблемот со дебелината во Македонија? Да, баш така. Мотивот беше првично да се подигне свеста не само меѓу населението, него и здравствените кадри дека дебелината представува една хронична болест, затоа што нажалост се уште пред 2 години кога беше формирана овој центар не беше препознаена како таква дури и меѓу здравствените работници и со подигање на свеста да му се овозможи на секој обезно лице да бара соодветна помош, иначе се работи за еден структуриран, мултидисциплинарен центар, каде што и по самата природа каква е дебелината, мултифакторијална, се пристапува првично индивидуално со секој пациент, се гледат причините за настанот на дебелината. Да, во таа насока е моето следно прашање, што фаќаат прегледите, диагностиката, но и третманот? Дали секој пациент добива индивидуален план? Апсолутно, значи првично пациентот го препознава овој центар како структуриран колаборативен центар каде што бара совети, односно помош како да се дојде до редукција, намалување на телесната тежина и првично се пристапува индивидуално со секој пациент според состојбата, односно придружните компликации дали се присутни, со едноставни прашања, ние ги нарекуваме 5А прашања, каде што пациентот треба да ја чувствува таа слобода, да му го намалиме таа вина дека он е виновен за вишокот на телесни килограми. Така да понатаму пристапуваме со подетални испитувања, почнувајќи од општата лабораторија, специфична лабораторија, хормонални испитувања, одредени ендокрини заболувања кои може да бидат причина за појава на обезноста, понатаму секако испитувања во смисол на телесната дистрибуција на мастите, дебелината е метаболна болест, метаболно заболување со наталовжување на мастите и правиме антропометриски мерки, одредување на индексот на телесната маса, односно дистрибуцијата на мастите со апарати од типот на InBody, односно доколку има потреба и дензитометрија за одредување на мастите, не само надворешните масти во телото, него така наречената органска маст. Така, докторе, понатаму, поставување на диагноза, пристапуваме заеднички за целите како да го третираме еден пациент со... Докторе, често дебелината се доживува и како естетски проблем. Кои се најчестите здравствени ризици и заболувања поврзани со дебелината? Одлично, значи ние цело време инсистираме да дебелината представува естетски проблем, но не е само естетски проблем. Во позадина се работи за една хронична, ние викаме релапсна болест метаболна, каде што освен вишокот килограми имаме нарушување на низа метаболички параметри, каде што следствено доаѓа до хронични компликации. Може да кажеме дебелината е причина за преку 229 коморбидитети и целта е навремено да се препознава дебелината, навремено да се третира со цел да се спречат овие компликации. Од најчестите, да речеме, кардиоваскуларните заболувања, понатаму диабетесот тип 2, скоро 7 пати зголемен кај лицата, кај обезните лица,
понатаму масното заболување на црниот дроб, и ред други болести, остеоартрикулални, слип апнејата и поврзаноста со скоро 13 врста на канцер. Така да целта е пациентот да се чувствува комотен и да навремено се упати од страна на лекарите, а не, нажалост, кај нас претежно доаѓаат пациенти со телесна тежина, односно обезност класа 2 и 3, ние ги нарекуваме, што се многу обезни. А целта е да со овие центри ние промовираме и иницираме да и другите здравствени системи од примарно и секундарно здравство да ги препознават пациенти и тие да иницират обезност класа 1, односно класа, а кај нас да доаѓаат покомплексни пациенти со коморбидити. Докторе, и за крај на нашиот разговор, како оди закажувањето на термин за посета на овие? Центарот работи секој ден од понеделник до петок, се отварат термини и се закажуваат преку матичните лекари термини, но да напоменам дека дебелината е една пандемиска болест. Нажалост, ние сме обезогена земја, преку 60% надхранети и обезни, што значи дека овие центри, освен нашиот центар, има уште 8, значи вкупно 9 регистрирани центри во Македонија, што значи дека целта не ни е само ние да вршиме преглед, него вршиме континуирана едукација и на здравствените кадри со цел да ги прифатат навреме овие пациенти, за да спречиме компликации, односно да им подобриме квалитет на живот на овие пациенти. Благодарам за разговорот. Докторе, ви посакувам успешна работа. Утро во Македонија наутро разговаравме со доктор Ирфан Ахмети во Центарот за справување и третман на дебелина.